Централен дневник во 20 часот. Добро вечер. И во ова издание со најнови информации од регионот, Македонија и светот. По најавата за настаните на денот, започнуваме веднаш. Македонскиот банкарски систем отпорен на грчката должничка криза, смета гувернерот на Народната банка. Вкупно 458.000 евра добие 16 компании. Тие ќе фокусираат на развој на производи и иновации. Преку проект на Европската Унија, општина Велес ќе врши термоизолација на градинките. Македонскиот банкарски систем е отпорен на можните последици од грчката должничка криза. Ова беше констатирано на средбата на председателот Иванов и гувернерот на Народна банка Димитар Богов, која денес се одржа во Охрид. Депонентите пласирани во македонската економија се сигурни, а Народна банка ги превзема сите мерки за стабилна монетарна политика. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска во Вила Билјана во Охрид оствари средба со гувернерот на Народна банка Димитар Богов. На средбата Иванов се информира за најновите случувања од грчката должничка криза и поставеноста на монетарната политика на Македонија. Богов информираше дека Народна банка ги превзема сите мерки за да спречи дестабилизирање на банкарскиот систем. Депонентите во македонските банки, вклучително и оние во грчка сопственост, нема зошто да се грижат, депозитите се стабилни, тие се пласирани во македонската економија и тие зависат пред се од стабилноста на македонската економија. Значи не постои никаква причина за загриженост. Потенцијалниот шок од грчката должничка криза нема воопшто да влијае ниту на стабилноста на македонскиот денар. Председателот Иванов и гувернерот Богов констатираа дека македонскиот банкарски систем е отпорен и дека без поголеми последици ќе ги надмине ударите од европската криза. Премиерот Груевски денеска присуствуваше на потпишувањето на договорите меѓу Фондот за иновации и технолошки развој и 16 избрани фирми добитници на грантови за иновации. Според Груевски, ова е пишување нова историја во делот на поддршката на иновативните идеи. Представници на 16 млади компании, чии проекти беа избрани на првиот конкурс за конфинансирани грантови на стартап и спинов предпријатија и иновации, распишан од Фондот за иновации и технолошки развој, денеска ги потпишаа договорите со Фондот за нивна реализација во вкупна вредност од 458.700 евра. Премиерот Никола Груевски настанот, кој е прв од овој вид, го означи како испишување нова историја во делот на поддршката на иновативните идеи во Република Македонија. Моето лично задоволство пред се произлегува од мојата длабока убеденост дека развојот на иновативниот и предприемачкиот дух во Република Македонија е процес кој треба интензивно да се помага и да се потикнува. Посебно затоа што истото не било правено во минатото или не било правено доволно. А процесот е од големо значење за многу развојни сегменти во нашата држава. Премиерот нагласи дека целта на владата е да ја промени атмосферата за развој на предприемачкиот дух и иновативниот пристап во нашата земја. Решивме да се активираме во многу полиња со цел да го разбудиме креативниот дух кај младите, да го смениме начинот на размислување, да ги поттикнеме да бидат похрабри, да не се откажуваат, да веруваат во себе и да го искористат максимумот од своето знаење, искуство, вештини и идеи. За фирмите избрани на конкурсот, поддршката е од големо значење за развој на нивниот бизнис. Мислам дека ова поддршка е многу значајна за стартап компаниите во Македонија и ќе им овозможи да се фокусираат повеќе на развој на производи и иновации, отколку да се работи само на аутсорсинг. Средствата ќе ги искористиме за развој на апликацијата. Ние сме мала компанија со ограничени ресурси за развој и за истражување, така да овие средства се добре дојдени да профилираме еден продукт и да се обидеме поагресивно да настапиме на светскиот пазар. Во втората половина од оваа година ќе биде објавен и втор повик за сите инструменти на фондот со расположлив буџет во износ од 1.680.000 евра.
Предвремени избори ќе се случат со цел да се надмине политичката криза која му се заканува на економскиот и инвестицијскиот развој на Македонија во последните години, изјави лидерот на ВМРО и премиер на влада Никола Груевски на прославата за 25 годишнината од основањето на партијата. На интригите и манипулациите ќе одговори народот, кој го цени трудот и работата преку реформи кои даваат резултати и ја придвижуваат државата напред, вели Груевски. Со држање до дадениот збор и исполнување на ветеното, и со лојалност кон народот, кој ни ја дава таа доверба, и тоа токму тогаш, кога сме му најпотребни. Тоа добро го почувствуваа земјоделците и преку субвенциите, и преку доделувањето на државното земјиште за обработка, кое претходно не се даваше, а за нив живот значи, и преку помошта по основ на десетици и десетици програми, но и преку реакцијата на владата кога тие неодамна се соочија со најголемите поплави и штети во последните 40 години. Тоа добро го почувствуваа и пензионерите, преку нашето држење до дадениот збор за покачување на пензиите, но и на редици привилегии на оваа категорија на луѓе. Тоа го чувствуваат и младите, преку бесплатното школување, символичните цени за студирање, плаќањето на студирање на најпрестижните универзитети низ светот, бесплатните компјутери и портали, но и преку како никогаш досега отворањето на нови работни места во Република Македонија и намалувањето на стапката на невработеност од 38 на 27,3%. Санирана е делницата Велес Градско. Инвестицијата е во вредност од 10,3 милиони денари. Повеќе за ова од колегата Владимир Ристов. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојанов денес направи увид во завршувањето на санацијата на деформациите на 3 локации од делницата Велес Градско на автопатот Александар Македонски. Поради појавата на поголеми нерамнини на асфалтот, неопходна беше санација на истите, бидејќи представуваа опасност по безбедното движење на возилата, каде брзината на движење изнесува 120 км на час. За оваа цел беше изработено техничко решение за санација, според кое на 3 локации во двата правци на автопатот се изврши гребење на постоечкиот асфалт до ниво на тампон. Беше извршена замена на тампонот, пошто следуваше асфалтирање со 2 слоја на носечки асфалт. Завршен слој на асфалт и на крајот се постави хоризонтално обележување. Инвестицијата е во вредност од 10,3 милиони денари. Преку проектот Тематска мрежа за одржлива енергија на прекуграничните локални власти, EnergyNet од европските фондови, општините Велес и Прилеп добија пари во висина од 204.000 евра. Општина Велес доби 106.000, а истите ќе се наменат за термоизолација на градинките. За да се реализира овој проект, советниците треба да донесат одлука со која се проширува буџетот. Со европски пари до поголема енергетска ефикасност, општините Велес и Прилеп во заеднички проект Тематска мрежа за одржлива енергија на прекуграничните локални власти EnergyNet им донесе 204.000 евра, од кои 106.000 за општина Велес. Со овие пари, општината реши да ја подобрува енергетската ефикасност во детската градинка. Проектот опфаќа реконструкција на фасадите на градинките Димче Мирчев. Најголемиот дел од средствата се користат за оваа намена, при што ќе се постават фасади кои што ќе овозможат подобра термоизолација и со самото тоа поголема енергетска ефикасност. Веќе постои изготвен елаборат за реконструкција на клоновите на градинките, ќе се заштеди време, меѓутоа ќе постои стандардната процедура за спроведување на тендерски постапки и законски неопходни процедури. Во најбрз можен период се очекува да се реализира овој проект, односно во текот на летнава сезона би требало да очекуваме почеток на активностите, па и нивно завршување. За да може да се реализира овој проект, нужно е Советот на општина Велес да донесе одлука со која ќе го прошири буџетот во висина од 106.000 евра. Оваа точка е поставена на дневен ред на 37-та седница на Советот на општина Велес.
Започнаа уписите во средните училишта. Денес и утре трае првото пријавување во јунскиот уписен рок за запишување ученици во средно образование за учебната 2015-2016 година. За оние кои нема да успеат да се запишат до утре, следното пријавување е на 29 и 30 јуни. Утринава беа отворени вратите на јавните средни училишта низ Републикава за нови ученици. Уписите за запишување на ученици во средно образование започнаа. Денеска и утре полуматурантите се пријавуваат во првиот јунски уписен рок за учебната 2015-2016 година. Многумина веќе ги потполнија пријавите. Директорите на средните училишта во општина Велес се задоволни од покажаниот интерес и процентот на веќе пријавените ученици. Очекуваат голем дел од утврдените места да се пополнат во овој уписен рок. Оваа учебна година нашето училиште врши упис за 7 паралелки, распоредени во 3 струки, во здравствена струка, лични услуги и хемиско-технолошка струка или вкупен број на ученици 238. До овој момент сега имаме пријавено околу 140 кандидати и најголемиот интерес од сите тие пријавени кандидати е во здравствената струка, односно во медицинските профили. Во СО гимназија Кочо Рацин имаме 240 слободни места. Се разбира дека сите тие нема да ја пополнети, знаејќи го бројот на учениците кои завршуваат 9 одделение, меѓутоа сметаме дека задоволителна ќе биде бројката ако ги пополниме во онаа бројка што имаме и лани. Тоа значи 6 класа во гимназиско образование, 2 класа спортски паралелки и 1 клас во албанската паралелка. Оваа година имаме 180 слободни места за запишување на 9 одделенци и тоа во профилите економски техничар, деловен секретар, банкарски техничар и за прв пат оваа година профилот продавач. До овој временски период, значи, пополнети се 50% од вкупните слободни места, меѓутоа ние очекуваме уште да доаѓаат ученици во текот на утрешниот ден. Имаме ние околу 250 слободни места за упис на ученици. Првиот ден започна во 7 часот, веќе околу повеќе од 50% местата се пополнети, односно има пријавено ученици за слободните места за упис. Очекуваме до крајот на денот се уште ученици и утре останува цел ден. Се надеваме дека бројката ќе ја потполниме. Различни струки, насоки и профили, секој од училиштата привлечно за учениците. Јас се запишувам во училиштето Коле Неделковски УЗУС за транспорт и шпедиција, затоа што мислам дека тој предмет има највеќе перспектива. Го одбрав училиштето Јовчето Сличков, се запишав како економски техничар, бидејќи предизвик ни е професијата економист. Се одлучив за средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин, бидејќи мислам дека од тука ќе има можности за повеќе факултети. Во Димитрија Чуповски смер за лични струки, козметичко. Па од тоа ми интересира, ме влече, сакам за тоа да учам. Резултатите од уписот и преостанатите слободни места ќе бидат објавени на 24 јуни. Според конкурсот кој МОН го објави кон крајот на март, второто пријавување ќе биде на 29 и 30 јуни, а резултатите од него ќе бидат објавени на 1 јули. За полуматурантите кои нема да се запишат во јуни, августовскиот уписен рок ќе биде на 24 август, а училиштата кои нема да ги пополнат предвидените места ќе продолжат со упис до 27 август. ...144 граѓани беа прегледани денеска на бесплатните превентивни прегледи од доктори специјалисти од Велешкиот здравствен дом. Оваа акција ја спроведува Министерството за здравство во рамки на проектот Здравје за сите, а целта на акцијата е да се подигне свеста кај граѓаните за континуирана грижа за своето здравје. Акцијата Бесплатни превентивни прегледи денеска се спроведе во Велес. Вкупно 144 граѓани беа прегледани од доктори специјалисти од Велешкиот здравствен дом. На прегледите воглавно биле прегледувани граѓани со веќе позната дијагноза, но и такви кои денеска откриле дека имаат покачен шеќер или висок крвен притисок. На 4 од пациентите им било дијагностицирано дека имаат покачен шеќер во крвта, а еден пациент со висок крвен притисок.
На бесплатните превентивни прегледи воглавно се преваруваше телесна тежина и висина, мерење на крвен притисок и одредување шеќери и масноти во крвта. Оваа акција ја спроведува Министерството за здравство во рамките на проектот Здравје за сите. Целта на акцијата е да се подигне свеста кај граѓаните без оглед на возраста за континуирана грижа за своето здравје и вршење на времени превентивни прегледи. Превентивните прегледи започнаа во 8 часот, а завршија во 11 часот предпладне. Ваква акција во Велес ќе се спроведе следниот месец. Следуваат вестите од Македонија, а во нив министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска престојува во работна посета во Рига, Латвија на министерскиот состанок насловен како Денови на европските транспортни коридори. Мигрантите имаат право на јавен превоз и ќе влегуваат преку премини во Табановце. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска престојува во работна посета во Рига, Латвија, на министерскиот состанок насловен како Денови на европските транспортни коридори. На состанокот на кој присуствуваа министрите за транспорт од земјите на Западен Балкан се разговараше за главната мрежа на европски транспортни коридори во рамки на Европската Унија и неизино продолжување во земјите од Западен Балкан. Целта е во Европската Унија, а исто така и во регионот на Западен Балкан, оваа основна мрежа да биде изградена до 2030 година со така наречени TEN стандарди. Овие стандарди опфаќаат изградба на железничка пруга која ќе биде со брзина од 110 км на час, како изградба на патишта на ниво на автопат или експресен пат. Мисајловски соопштуваат од Министерството ги представил инфраструктурните проекти што ги реализира владата на Република Македонија за развој на коридорот 8 и 10, како и унапредувањето на поврзаноста со регионот и земјите од Европската Унија. Во делот на патната инфраструктура на коридорот 8, Мисајловски ги представил и проектите за изградба на автопатот Кичево-Охрид, како и плановите за изградба на автопатската делница од Гостивар до Кичево. До крајот на денот ќе биде познат победникот на локалните избори во Албанија. Се преврте автобус во Белград. Една жена загина, а 80 туристи се повредени. Европската Унија испраќа подморници и бродови за борба против шверцери на мигранти во Средоземното море. Вести од светот. Победникот на локалните избори во Албанија би требало да биде познат до крајот на денот, иако според последните проценки се води изедначена трка помеѓу владеачката и опозиционата партија. Едмунд Темелко, актуелниот градоначалник на општина Пустец, по третата победа на локалните избори во Албанија, на својот Facebook профил, победата ја истакна како историска за македонската партија за европска интеграција. Имено кандидатот на македонскиот политички субјект во Албанија, Македонската алијанса за европска интеграција, која е дел од големата лева коалиција Алијанса за европска Албанија, Едмунд Темелко, убедливо победи во трката за градоначалник и доби трет мандат. Темелко доби 2075 гласови или 80,96% и со тоа го остави зад него Михалаќ Апостоловски, кој освои 488 гласови или 19,4%. Албанскиот премиер Еди Рама синоќа изјави дека локалните избори, кои се еден од главните фактори во напорите на Албанија за започнување на преговори за членство во Европската Унија, биле најслободните и најфер избори во земјата досега. Годишна жена загина, а 80 патници се повредени во сообраќајната несреќа што утрово околу 4 часот се случи во близина на Белград. До несреќата дошло кога двоспратниот автобус полн со српски туристи кои се враќале од летување во Грција ја пробил заштитната ограда, излетал од патот и се превртел. Околу 20 екипи на брза помош ги извлекувале патниците и ги носеле по околните болници, а во извлекувањето кое одело тешко учествувале и пожарникари. Жената која загинала патувала со нејзината мајка и 5-годишната ќерка. 20 патници се потешко повредени, од кои и едно дете. Најголем дел од патниците биле од Белград и Нови Сад и имало многу деца. Се враќале од Полихроно и до местото на несреќата патувале 10 часа. Најголем дел од нив спиеле кога се случила несреќата. Според првичните информации, автобусот се движел по средната лента на автопатот, а потоа од засега непознати причини преминал на последната лента и удрил во банкината, пошто се превртел. Меѓу повредените е и возачот на автобусот, а во наредниот период ќе се утврдуваат причините за несреќата.
ЕУ се подготвува да испрати 5 воени бродови, 2 подморници, 3 авиони, 2 беспилотни авиони и 3 хеликоптери за време на првата фаза од морската операција, која е со фокус за борба против трговијата со имигрантите во Средоземното море. Тоа го изјави извор од Европската Унија, цитиран од руските медиуми. Предходно денеска министрите за надворешни работи на Европската Унија го одобрија започнувањето на морската операција за борба против шверцерите. Според изворот, околу 1000 луѓе ќе учествуваат во операцијата, која ќе го достигне својот полн потенцијал за 1 месец. Мисијата има за цел собирање информации за шверцерите, додека действува во меѓународни води. Според представникот на Европската Унија ќе се соработува со НАТО, со Агенцијата на Обединетите нации за бегалци, Африканската Унија, Арапската лига и други меѓународни организации. Мисијата предвидува одземање на бродови и шверцери со нелегални имигранти од Северна Африка и гонење на капетаните на бродовите. Иницијативата беше соопштена од шефот на надворешната политика на Европската Унија Федерика Могерини во месец мај. Меѓутоа, мисијата започнува без одобрение на Советот за безбедност на Обединетите нации. Екипата на Вардар за противник во второто квалификациско коло од Лигата на шампионите. За противник го добија кипарскиот шампион АПОЕЛ. Екипите на Работнички, Шкендија и Ренова по Планево ги добија своите противници за квалификациите од првото коло на Лига Европа шампионатот. Игор Стефановски се пласира како прв по завршување на првиот дел од Европскиот шампионат. Македонскиот фудбалски шампион Вардар во второто квалификациско коло од Лигата на шампионите по денешниот ждреб во Нион, Швајцарија ќе игра против кипарскиот првак АПОЕЛ. Овој клуб за црвено-црните беше еден од најмалку посакуваните противници во оваа фаза, особено ако се земе во предвид квалитетот кој го има составот предводен од португалскиот стратег Домингос Пациенција. На 14 и 15 јули во Никозија ќе се игра првиот дуел, а реванш над преварот во Скопје е закажан да се игра 7 дена подоцна. АПОЕЛ досега 24 пати го има освоено домашниот шампионат и има 21 трофеи од Купот на Кипар. Минатата сезона АПОЕЛ ги мина сите квалификацијски рунди и се најде во групната фаза од Лигата на шампионите играјќи заедно со Барселона, Парис Сен-Жермен и Ајакс. Во составот на кипарците оваа сезона игра младинскиот фудбалер на Македонија Валмир Нафиу, Бобан Грнчаров кој настапуваше за клубот од Никозија од 2009 до 2011 година, во пресрет на денешниот ждреб изјави дека не би сакал Вардар да го добие за противник АПОЕЛ. Белек во овој клуб има оставено и Иван Тричковски, кој се поврзува со враќање во составот на кипарскиот шампион. Во сезоната 2008-2009 Пелистер играше во овие квалификации и губејќи со 1-0 во Никозија, а во Скопје одиграа нерешено без голови. Освојувачот на Купот на Македонија е екипата на Работнички, единствена која имаше улогата на носител на група во првото коло од квалификациите на Лига Европа, па за противник го доби тимот од Естонија Флора Талин. Тетовска Шкендија за ривал ќе го има поранешниот победник на Купот на куповите, шкотски Абердин. Ренова во првиот филтер за противник ја доби екипата на Дачија од Кишинев, Молдавија. Според распоредот, Ренова и Шкендија првите надпревари ќе треба да ги играат на домашен терен, додека Работнички ќе гостува на првиот дуел. Првите надпревари се закажани за 2 јули, а реванш дуелите за 9. Најверојатно Ренова или Шкендија надпреварите како домаќини ќе мораат да ги одиграат на 30 јуни. Актуелниот европски првак на ридски патеки Игор Стефановски ја оствари петата победа на европскиот шампионат, остварувајќи најдобро време на патеката Лиманова во Полска. Во категоријата на највисоката класа оствари најдобро време, иако на првите две возења кои подоцна се поновија, поради нееднакви услови на патеката искористувајќи да извози најдобро време. Со оваа победа по завршување на првиот дел од шампионатот, Стефановски има 143 поени и е прв во генералниот пласман пред својот најголем конкурент, чехот Јири Лос, кој е втор со 78.
Фудбалските репрезентации на Бразил и Перу по одиграните надпревари против Колумбија и Венецуела се пласираа во четвртфиналето од континенталното надпреварување. Федерер и Марей се закитија со нови трофеи. Марадона, кандидат за председател на светската куќа на фудбалот. Колумбија и Перу одиграа нерешено без голови во вчерашниот прв меч од третото коло во групата С од Копа Америка шампионатот. Фалкао на почетокот и Мартинес на крајот од надпреварот не ги искористија шансите за селекцијата на Колумбија. Бразил се пласираше во четвртфиналето откако со втората победа од 2-1 ја совлада Венецуела со головите на Силва во 9-та и Фирмино во 51-та минута, за во финишот Федор да постигне почесен гол за третото место во групата. Бразил и Перу се пласираа во четвртфиналето од континенталното надпреварување. Федерер и Марей по вчерашните победи во предстрет на турнирот во Вимблдон ја потврдија одличната подготвеност. Роџер Федерер ја продолжи својата серија победи на турнирот во Хале. Швајцарецот триумфираше по 8 пат од 10 настапи на овој град над Андреас Сепи, победувајќи го италијанецот со 2-0 во сетови. Енди Марей се закити со четвртиот пехар на турнирот во Квинс, откако најпрвим во полуфиналето го совлада Виктор Троицки со 2-0 во сетови, за подоцна во финалето со истиот резултат да го победи Кевин Андерсон. Поранешниот најдобар фудбалер на светот и легенда на аргентинскиот фудбал Армандо Диего Марадона денеска изјави дека ќе се кандидира за председателското место на ФИФА. Одлуката да учествува во трката за прв човек на Меѓународната фудбалска федерација Марадона му ја соопштил на уругвајскиот новинар и писател Уго Моралес. 54 годишниот Марадона долго време го критикуваше досегашното раководство на ФИФА, начело со Сеп Блатер кој си поднесе оставка по корупцијскиот скандал. Поддршка за кандидатурата на Марадона даде председателот на Венецуела Николас Мадуро, кој уште минатиот месец изјави дека Марадона е одлично решение за нов председател на ФИФА. Кандидатура за председател на ФИФА неодамна најави бразилската фудбалска легенда Зико. За да учествуваат во гласањето за председател на ФИФА, кандидатите треба да обезбедат поддршка од најмалку 5 држави. Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност. Еве какво време на очекува во наредните неколку дена. Од СВР Велес информираат дека пријавено е лице за исчезнато. Ноќта на 18 наспрема 19 јуни, после 22 часот Александра Темелковска, родена 11.6.1941 година, испаднала од својот дом и оттогаш не се вратила. Исчезнатата живее на улица Максим Горки, број 98 во Велес. Висока е околу 1,60 м и тешка 65 килограми со кратка црна коса.
Ноќта кога исчезнала, носела марама, темна сукња и сандали со темна боја. Сите оние кои имаат било какви информации кои можат да помогнат во истрагата за пронаоѓањето на исчезнатата можат да го контактираат Драган на телефонски број 071 490 864 или во најблиската полициска станица. Со оваа информација го завршуваме централниот дневник. Имајте пријатна вечер.